Членовите на Советот на општина Кочани денеска ја одржаа 54-та седница со 13 точки на дневен ред. Вообичаено најголем интерес предизвика извештајот за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод за периодот јануари-септември со финансиски показатели кои го елаборираше директорот Лјупчо Папазов. Не би се задржувал поединечно за позициите, бројките, само сакам во делот на завршените активности да подсетам за работите кои се однесува за овој извештаен период. Како апсолутна бројка, значи, само да ја спомнам, финансиски резултат од 5.958.101 дава една основа дека од финансиски аспект позитивно го завршуваме овој извештаен период и можеме да очекуваме дека до крајот на годината ќе се задржи овој тренд и ќе ја завршиме исто така со позитивен финансиски резултат, со тоа што имаме една би рекол позитивна должност во делот на изборот на начинот на распределување на средствата од позитивниот финансиски резултат, како во делот на редовното работење и оперативните трошоци, така и во делот на креирањето на капитални инвестиции и пренамена на овие средства во основни средства и во изградба на објекти кои ќе го овозможат квалитетното и успешно работење на комуналниот период, на комуналното јавно предпријатие за еден подолг период. По извештајот за дискусија се јави советникот од опозицијата Ѓорги Алексов. Морам да констатирам дека директорот Мошни аналитички даде осврт на работењето на комуналното јавно предпријатие. Јас нема многу да должам или да ја ширам оваа расправа, меѓутоа би сакал да се задржам на две работи кои што сметам дека се клучни за работењето на комуналното јавно предпријатие. За истите дискутирав и на самата комисија за финансии. Едната од работите тоа што во извештаите можеме да забележиме дека по работни единици, дека работната единица геотерма, претпоставувам, според резултати што ги гледаме, значи неминовно ќе биде дека за прва година во која што комуналното јавно предпријатие ќе покаже загуба во оваа работна единица. Втората работа во делот на извештајот кој што често пати го коментираме, лицата кои што се вработени на определено време. Значи, често пати го отвараме прашањето колку има вработени во комуналното јавно предпријатие, зошто е толку висок бројот, така и сега не миновно е да не се постави прашањето зошто овој број на лица посебно за определено време е повисок од претходните извештаи. Покрај овие советниците расправаа и ги усвоија и предлог програмите за изградба на фекална и атмосферска канализација за 2017 година, за изградба и одржување на општинските патишта, за изградба на системи за водоснабдување, како и предлог планот за развој на општина Кочани во периодот 2017-2019 година. Советниците изгласаа и неколку предлог одлуки и предлог решенија.